Има работи што треба да се направат, треба генерално, значи да се реши проблем со паркирањето во општина Центар и Скопје мора да ја преземат веќе политиката како и сите главни градови во другите држави да има посебен режим за паркирањето во општина Центар. Ние сме општина каде што доаѓаат сите граѓани, голем број на граѓани од Скопје и од другите градови, меѓутоа потоа си одат и останува сето тоа кај нас да го решаваме, таа гужва, граѓаните сакат нели да се паркираат нормално дома и да можат да комуницираат, така што тука ќе треба многу повеќе се направи. Не мислам дека сме исполниле се, но кога ќе го видиме, тоа ќе го комуницираме, се разбира во текот на изборите. Отчетот служи за граѓаните да дадат оценка што од тоа што ветила одредена опција или одреден кандидат е исполнето. Не гледам друг по-сериозен критериум од тоа дали треба некој да добие поддршката или не. Остварен е огромен број на ветувања од оние што беа главни ветувања, тоа ќе покажеме како документ, остварени се сите, беа 6, едно не е остварено, тоа е со гасификацијата, сето тоа затоа што се сеќавате првите одлуки беа гасификацијата да биде исклучиво да биде во ингеренција на град Скопје, не на општините, бевме спречени да формираме јавно предпријатие и така натаму, но велам, сите овие блокади не натера да работиме по-интензивно и повнимателно. Не беше тајна прв пат, ќе открием од првиот ден 3 тима во Министерството за финанси, финансова полиција, буквално до последниот ден работеа на проверка на нашите документи. Ја не бев во можност да ја затворам ова општина, ниту сакав, знаам и денеска кои луѓе се уште работат, нели ги дава документите, но кога ќе се најдете во таква ситуација, решив да ја практикувам филозофијата кога животот ќе ти даде лимун, направи лимунада. Па така да работевме, комплетно ги отворив вратите и прозорите на општината, само за да дадам сигнал дека ќе работиме највнимателно и најтранспарентно и досега успеавме, ќе видиме што ќе се случи понатаму. Рековте, отчетот ќе биде поделен на сите граѓани на општина Центар. Колку примероци се испечатени и колку чини овој Ке треба да проверам колку чини отпечатени се 10.000 примероци, во Центар има 45.000 граѓани, повеќе од 45.000 граѓани, значи се нема буквално до веројатно до секој, но ќе гледаме што е, можеби те молам каде да обезбедиме информација колку чини се отпечатени. Тоа се ставки кои што се предвидени во буџетот. Немаме ние 4 години немавме друг начин на комуникација, моравме директно со граѓаните, немавме поддршка од најголемиот број на медиуми, многу малку, да не речам воопшто нашите проекти се наоѓа во дневниците, печатените медиуми. Но пак велам, лично мене и на тимот, бидејќи без тим ништо не се може, тоа ни беше уште поголем мотив да работиме и да комуницираме директно. Можеби сигурно помага фактот што во Центар и во Скопје повеќе се користи интернетот, социјалните мрежи и тоа многу ни помогна. За жал не и со состојбата со другите градови и општини во Република Македонија, но велам, еве сега има нова влада и никош нема да поддржам однесување каде што ќе се направи поделба на општини кои што се градоначалниците од наша страна условно и градоначалници од друга страна и овие ќе ги блокираме и нема да ги поддржуваме и ќе им праќаме инспекции. На крај гледаме токму преку примерот на Центар како тоа се враќа како бумеранг. И ако овој пат не ја научивме таа школа, тогаш ќе се плаќаме цената, граѓаните го казнуваат тоа. Они многу добро гледаат што се случува. Не може, рековме тоа дека ќе биде за она после 2 години школска, значи не овој септември, од идниот септември да почнат да одат учениците, напредува, нели да не уречам со брзина која што е уште подобра тоа што е предвидена, веќе нели сериозен е габаритот, фактички завршува првиот дел. Некаде крајот на јули ќе ја видиме и фасадата и останува сега да поработиме на оној дел кој што го оставивме последен, тоа е оној дел каде што се сместени децата со церебрална парализа, меѓутоа за нив и покрај тоа што не е наша обврска, туку на Министерството за труд и социјала, обезбедивме нов простор, за да на крај се вратат токму во новото училиште и ќе бидеме првиот случај во Македонија, можеби пошироко, каде што ќе имаме вистинска инклузија. Значи, не може да зборуваме за инклузија ако децата се смести во основно училиште, а оние што имаат потреба од посебна грижа на друго место. Тука ќе бидат во истото училиште,
сместени затоа што се почувствува таа инклузија. Пак велам нескромно, меѓутоа тоа ќе биде најмодерното и најсовремено и најубаво училиште буквално на Балканите. Каде е постапката за проверка на легалноста на градбата на новото седиште на ВМРО ДПМН? Имавте најава дека може да дојде и до рушење. Јас останувам на тоа дека треба да се руши, неколку пати потенцирав, да, тераса, зборуваме за тераса, не за објектот. Целиот процес застана тамо каде што град Скопје се прогласи таа локација како надлежна и самата издаде одобрение. Ние ја обжаливме таа одлука и таа одлука за жал второстепената комисија на Министерството за транспорт и врски ја одби затоа што го почитуваше ставот на град Скопје. Ние обезбедивме дополнителни докази од архитектонскиот факултет дека не се работи за обична тераса, туку се работи за дел од објект кој што се користи како балкон и кога ќе се останат овие пречки, а сега имаме нова влада и кога Министерството за транспорт и врски ќе одлучи или ќе го одбие тоа барање, од нивното барање или ќе прифати нашето, или ако сакате и кога ќе се освои град Скопје, тој ќе мора да се остане затоа што е диво градба. Јас и тоаш кажав, не очекував дека одма ќе ги добиеме сите документи, меѓутоа ќе го третираме тој дел како и сите дивоградби. Вие видовте дека во општина Центар се рушат дивоградбите и тој објект на крај ќе мора, тој дел, добро кажавте, на објект ќе мора да биде срушен затоа што тоа не е тераса, тука е нешто многу повеќе. Дали сметате дека новата влада ќе го направи тоа, дека ќе ја сруши? Гледам сега и Зона Заев како премиер е бомбардиран од прашањата што со Скопје 2014, така натаму. Не сум адвокат негов и он еви вчера гледам си дава добри одговори. Добри одговори со оние кои што се почитување на законот. Ако се почитува законот, тој дел од објектот мора да се сруши. Скопје 2014 не е едноставно сега да се отстрани. Ова го кажам затоа што мораме да знаеме дека една гарнитура кога дојде на власт дека не е лесно да се останат сите последици од таквото владење. Еве што сега со фасадата на владата. Лесно се каже ќе се остане, но како? И така натаму. Но тоа не нели мојот одговор ми не е под моја геренција, но велам, не го третираме ова прашање затоа што е седиште на ВМРО ДПМН. Го третираме како било која дивоградба и ако се почитува законот, тоа е најдобриот одговор. Никој да не е над и под законот. Вие знаете примери со луѓе што го водеа судството во државата, во Центар не беа третирани поинеку само затоа што беа на некои функции. Сите што изградија дивоградба беа санкционирани. Најголемиот број, сигурно има и други дивоградби, но ќе беа санкционирани. Не се обидуваме да не ги делиме дивоградбите на дали се политичка партија, дали се од претседатели на судови, дали се од политичари, од бизнисмени, од мокници, од урбаната градежна мафија, туку ако е, се руши, ако не е, нема се сруши. Кога сме кај Скопје 2014, вие дававте дозвола на Rapid Engineering, сечувам нека беше зградата барот наспроти манара, свлечеште што предизвика. Сме дали дозвола за? За градење. Не знам кој се Rapid ќе проверам. Спроти манара што предизвика огромно свлечеште. Не е Rapid, не. Тука проблемот ќе го побарате во град Скопје затоа што свлечиштето се случи од други. Дали вие дававте дозвола како градоначалник за изградба? Јас морам приватна барокна зграда. Така. Зборуваме за кај што имаше проблеми со водот. Значи дадов дозвола затоа што тоа е, дадов дозвола затоа што тоа е во дупот. Моментот кога констатиравме дека има повреди, го затворивме тој објект, се додека не ги констатира, не ги променија и не ги отстранија проблемите, а добива дозвола затоа што е во дупот. Приватна барокна зграда. Пак велам, ако се сеќавате, зборев пред 15 минути кога треба да ги вратиме оние закони кои што ги променија. Ги одзема ингеренциите. Кога дојдовме, рековме дека повеќе нема да го продолжиме проектот Скопје 2014. Нема ништо ново направено со Скопје 2014, но продолжија со фасадите. И нормално граѓаните прашува како е можно сега да продолжат фасадите кога дававте ветување дека ќе ги стопирате. Тоа се спомениците се од 5 споменици и за споменици ќе одговорам само за фасадите. Фасадите продолжија затоа што имаше промена во законот и од тој момент не одлучува за сите општини на град Скопје, одлучуваше град Скопје, а не општината. Што е како? Тие промени се веќе спремни. Аз ќе му ги пренесам на премиерот и така натаму, затоа што
Замислите, јасно дека беше за општен центар, не беше за Газибаб или за Ѓорче Петров, со извинување. Така што се одзема ингеренциите на општините само за да може да се централизира. Не само тоа, град Скопје немаше средства за овие фасади, доби директна подршка од владата за новите фасади. Што се однесува до спомениците, новите што беа исклучено поставени на оние сегменти кои што се под ингеренции на град Скопје, кај што имаше веќе изглесан дуп и ние тука не може да реагираме. Значи на главните улици и така споменици во општина центар не беа поставени од тој момент. Мора се вратат ординарните ингеренции на општините затоа што се создаде хаос. И не може поради еден проект Скопје 2014 или затоа што има градоначелник и тим совет од условно кажано друга политичка провиненција да се менуваат законите. Јас кажав дека 24 пати е променет законот за градење. 24 пати. Од кога? Од кога дојавме ние. Имате фасади Да. бюджетот, колку фасади на згради се реновирани, реконструирани и дали ќе продолжите? Имате точната бројка, ги има и со слика сите. Ќе продолжиме се разберење наскоро ќе го отвориме и конкурсот, меѓутоа нашето обновување на фасади имаше и освен се разбира многу важниот елемент, а тоа е да буквално дојдеме до она ниво да за третина и навистина сајфме на сите граѓани потврдија, буквално за третина се намалија сметките за грејење и така натаму. Затоа што енергетската ефикасност е тоа. Меѓутоа пративме на многу битна порака што беше целосна спротивност на претходно направеното. Не правевме барок не затоа што ние решивме тоа да не биде барок, туку ги правевме фасадите исклучиво во согласност со оние што живеат таму, со жителите и тие одлучува како ќе изгледат фасадите, ги обновувавме оригиналните изгледи и го направивме она што е логички. Не направивме фасади како што гледаме на град Скопје, да однапред се средени, а од позади се оставени претходно, бидејќи не можете да постигнете енергетска ефикасност ако полот станот ви е со стиропор, а пола не ви е. Туку вие мора буквално да го затворите целиот за да нели се постигне таа ефикасност. Значи на секаде го направивме за 100% од објектите, но исто така не само изгледот на фасадот, боите ги одлучуваат граѓаните. За мене е многу невкусно и насилнички да влезете некаде, да ги менувате фасадите, да не ги прашате граѓаните, да не ја прашате општината поради промените и да направите барокни фасади. Но како сега сето тоа ќе се промени? Ќе се вадат што е оставено тоа зло, тоа веќе прашање кое што е многу тешко за дискусија. Засвистувате ли за нова кандидатура? Јас дадов изјава кога почнаа процедурите дека ќе се кандидирам за нов мандат. Зборовме из училиштето, зборовме за беа поставени многу конструктивни прашања во врска со проекти што треба да се довршат, така што дефинитивно ќе се кандидирам. Вашето име се спомна по предлог за град Скопје, дали може би ќе се кандидирате за град Скопје? Не сум разговарал со никого на таа тема, го слушам тоа, го читам, го доживувам и јас и мојот тим го доживуваме како на некој начин како позитивна оценка за ова што е направено, но со никого не сум разговарал на таа тема. Ќе добиете поддршка од СДСМ и коалиција? Тоа е политичко прашање, јас во договор со Како независен ќе се кандидира? во да, тоа е легитимно прашање во договор со претседателот на партијата, господин Заев, одлучив да одам преку партиската процедура, ги дадов документите, добив поддршка од најголем број од телата кои што се на СДСМ. Дали ќе одиме, како ќе одиме заедно, тоа ќе одлучи политичката партија, јас очекувам таа поддршка. Анкетите се тука, резултатите се тука, но финалната одлука ќе си ја донесе и партијата, а потоа ќе одлучиме што е како. Во врска со паркингот што требаше да се гради кај закупот УЕФА, сега се прекинати тие работи и ме интересира зашто порано сте дали одобрение за градење, после тоа се прогласивте за ненадлежен. Затоа што и го констатиравме тоа во неколку наврати со директорот, затоа што ингеренциите не се на општин центар, туку се на централната власт. Ние немаме намера да стопираме таков спектакл, напротив. Ние ќе испоентираме и ќе добиеме многу од еден таков спектакл, особено што сега знаеме кои ќе играт. Едно такво дерби кај што ќе играт Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед е светски празник на фудбалот. Меѓутоа законите мора да се испочитуваат, нема да се блокира никаков
пристап, никаков паркинг ќе биде завршено сетото, но мора да биде во рамките на закон. Она што се спротивставивме и наредниот ден ќе искочам со тој податок е барокната огромна катна гража што требаше да биде лево од салата на кошаркарскиот клуб работнички, но тоа го решивме. Сега кога имаме нова влада можам да кажам дека успеавме во тоа 4 годишно блокирање, ќе јас ќе покажам проектот и ќе покажам колкава спратност, тоа ќе беше наградување на градскиот парк. Тука сме ригорозни. Не може поради еден настан колку и да е голем, но кој што ќе заврши после 24 часа да остане таква катна гража и тука успеавме. А за ова паркирање фактички се работи за компаундите кај што треба да бидат сместени ТВ станиците, тоа е нешто што многу лесно ќе се реши. Кој требало да даде? Треба да даде Месорното Министерство транспорт и врски, тоа имавме соопштение на таа основа. Да и они доцна ќе поднесува документите. Да, не мислев тука да си нетиме, затоа што навистина си ригорозните инспекции и последната инспекција ќе констатира од страна на УЕФА дека се отстранети ние ќе направиме се да биде тоа спектакл затоа што ги поддржуваме, се разбира, тие работи. Ние не мислиме да блокираме такви настави.